Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс. Почнуваме веднаш по најавата на дел од темите. Уметничкиот труд во државата е соодветно валоризиран, со што одливот на квалитетен уметнички кадар надвор од државата е спречен, оцени министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Внимателно на делниците каде се одвиваат реконструктивни зафати. Вчера вечер на магистралниот пат Штип-Велес во сообраќајна несреќа загина 36 годишна виничанка. Внимателно при палење на уган на отворено и во шума, апелираат надлежните. Летото е време на зголемена опасност од пожари. Денес во Штип опожарен е автомобил. Една жена загина во тешка сообраќајна несреќа која се случи вчера вечер на магистралниот пат Штип-Велес во близина на Серамзалино. Несреќата се случи на место каде се врши реконструкција на патот. Во тешка сообраќајна несреќа која се случи вчера вечер на магистралниот пат Штип-Велес во близина на Сарамзалино, животот го загуби едно лице. Се работи за 36 годишната виничанка Жаклина А. Учествувало патничко моторно возило марка Hyundai со штипски регистарски ознаки, управувано од 38 годишен кочанчанец. Во незгодата на лице место починало женско лице сопатник во возилото. Увид на местото на настанот е извршен од страна на јавен обвинител и полициски службеници при секторот за внатрешни работи Штип. Телото на починатата, по наредба на јавен обвинител, е предадено на обдукција. Причината за оваа тешка сообраќајна несреќа е превртување на автомобилот. Инаку овој магистрален пат е во фаза на реконструкција, заради што од возачите се очекува крајна предпазливост при управување на возилата. Високите температури го вклучи алармот кај надлежните институции задолжени за заштита од пожари. Граѓаните да бидат крајно внимателни со палењето на оган на отворено и при престој во шума. Ова е апелот за заштита од пожари од страна на локалната самоуправа во Делчево. Апел за превенција од пожари упатија денес од единицата на локалната самоуправа во Делчево. Согласно Законот за заштита од пожари во летниот период, се подсетуваат граѓаните на општина Делчево да бидат крајно внимателни при движење во шумите и на отворен простор и при обавувањето на земјоделските работи. Да не се фрлаат до горчиња од цигари, да не се пали оган на отворено, стрништа, плевел и други отпадоци, заради заштита на животната средина, но и на животот, здравјето и имотот на граѓаните. Се апелира до сите излетници да внимаваат за време на своите излети кога валат оган, односно кога прават скара, тоа да биде согласно пропишаните законски норми и потоа истиот да биде комплетно, односно целосно изгаснат. Се апелира до сите земјоделци, до сите сточари, до сите шумски работници, до сите оние наши сограѓани кои што престојуваат во шумите на територијата на општина Делчево, крајно сериозно да пристапат кон спроведувањето на овие мерки, крајно сериозно да ги спроведуваат овие мерки, а се со една цел да се заштитат шумите и отворените пространства од пожари на отворено. Знаеме дека температурите се енормно високи и најмало жарче, односно најмала искра може да предизвика пожари од невидени размери. Покрај упатениот апел до граѓаните, надлежните субјекти извршија увид во своите оперативни планови за заштита од пожар, на нивната подготвеност за локализирање и гаснење на пожар, како и на нивната материјално-техничка подготвеност. Денес околу пладне во Штип се запали автомобил во движење. Се работи за автомобил Ford Escort кој се движел кон излезот на градот во близина на градскиот базен. Противпожарната единица во Штип експресно реагирала на телефонска дојава на граѓанин. Пожарот бил локализиран за кратко време. За среќа повредени нема. Причината е само материјална штета. Овој вид на пожари кај возила во движење најчесто е резултат на неисправна електрична инсталација.
Проектот Здравје за сите за граѓаните на Штип обезбедува секојдневни медицински прегледи и тестирања во периодот од 18:30 часот до 21:30 пред здравствениот дом. Во проектот се вклучени и дел од ангажираните во проектот општинско корисна работа. На пунктот поставен во централното градско подрачје, штипјани кои се на минување покрај јавната здравствена установа Панче Караѓозов ќе имаат можност да го проверат својот крвен притисок и да добијат совети од медицинско лице. Станува збор за акцијата Здравје за сите на Министерството за здравство во рамките на проектот за превентивни прегледи. Основната препорака на докторите е да не се излегува во периодот од 11 до 17 часот и, ако е неопходно, да не биде без светла и лесна облека, капа и заштитни очила и секако вода, а во домашни услови да се престојува во климатизирани простории. Освен ова, докторите советуваат и да се внимава на исхраната поради зголемениот број на интоксикација со храна. Да се избегнуваат мајонези, чоколади, исто така да се внимава со сладоледите и со шекерите да се консумираат што помалку. Значи да се пие вода, безалкохолни минерални пијалоци и да се избегават газираните. Особено треба да внимават хронично болните, посебно луѓето со кардиоваскуларни заболувања, нервни, респираторни болести, да се прима редовно хроничната терапија и при секоја промена во здравствената состојба да се информира со матичниот лекар. Акцијата во Штип започна на 7 јулија, ќе трае до 15 август. Со текот на деновите, заинтересираноста на штипјани се повеќе се зголемува, истакна доктор Серафимова. Луѓето се информираат. Првиот ден имаше некаде околу 30 пациенти, вчера имавме 50, така нивниот број се зголемува. Дали доаѓаат од любопитност или навистина имаат? Имате ли приметена осцилација здравствена состојба? Да, значи има некои видат не од радозналост дојдат да прашат што правиме овде. Некои дојдат сакат информират се да и се мере притисок, прашуваат за совети како за терапија, така и за исхрана. Различно. Така, возрастна граница има ли така одреден? Дали по-возрастните или има и од помладите? Претежно се повозрастни лица, меѓутоа има и од помладите. Во оваа акција се вклучени трите медицински сестри кои со програмата Општинско корисна работа се ангажирани во патронажната служба при јавната здравствена установа Панче Караѓозов. Веќе 2 месеци добро сме прифатени од персоналот, каде сме вклучени во сите активности на терен, каде се пружат посети на граѓаните на Штип, кај новородени и хронични измоштени лица. Една од работата е учество од акцијата Здравје за сите, топлотен бран, каде сме дел од тимот кој се работи на терен од 18:30 до 21:30. Освен Весна Јованова, останатите две ангажирани медицински сестри се Зорица Балабанова и Антонела Трајчева. Во периодот од 2006 година до денес во областа на културата превземени се низа мерки со кои се валоризираше уметничкиот труд и се спречи одливот на квалитетен уметнички кадар надвор од државата. Од 2006 година бројот на вработени во културата е зголемен за околу 48%. На 89 лица е решен проблемот за работниот однос, а до 2016 година 104 лица треба да добијат решенија за неопределено време. Ова денес го најави министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Сакам да напоменам дека со Законот за трансформација во редовен работен однос во националните и локалните установи од областа на културата, кој го донесовме на крајот на минатата година, се вработија 194 лица. Значи, ова е дополнително вработување, значи надвор од претходната бројка, што ви ја кажав. Бидејќи овие вработувања, значи, одат во неколку фази, веќе се вработија во првата фаза влегоа 86 лица, кои беа ангажирани во националните установи, а уште 104 лица, значи, кои што влегуваат во втората и третата фаза, исто така, согласно динамиката, ќе бидат вработени. Значи, вкупната бројка, согласно Законот за трансформација, е 190 лица, кои што беа ангажирани во самите институции, сега веќе го добија статусот на вработени. Уверена сум дека сите овие мерки значително ја подобрија позицијата на македонските уметници во чие што професионално делување и усовршување настојуваме постојано да вложуваме. Исто така би сакала на оваа пресконференција да потсетам дека владата на Република Македонија и Министерството за култура во изминатиот период реализираа и други низа мерки кои се во функција на соодветна валоризација на уметничкиот труд,
Како што знаете, личните примања на уметничкиот кадар во институциите од областа на културата се зголеми за цели 60%, а во моментов сакам да информирам дека интензивно работиме и на новиот колективен договор со кој ќе се дорегулираат правилата за работење на институциите од областа на културата, а истиот ќе има и позитивно влијание и врз платата на вработените во нашите национални институции, се разбери во локалните, бидејќи колективниот го опфаќа и локалните институции. Денеска во Кочани градоначалникот Ратко Димитровски организираше прием на ученици со награди од државни надпревари. Настанот е дел од програмата за одбележување на празникот на општината Петровден. Празничната програма продолжува утре со Влашки етнофестивал во 11 часот на Пониква, Баскерфест и Петровденски концерт во Паркот на Револуцијата. 20 ученици од основните и средните училишта од општината денеска беа на прием кај градоначалникот Ратко Димитровски и добија подароци како благодарност за постигнатите одлични резултати на државни надпревари. Се работи за ученици кои учествувале на државни акредитирани надпревари и достојно ја представија нашата општина. Градоначалникот Димитровски со благодарност до успешните ученици на кои им посака среќа и повеќе успехи во наредните години. Денеска го имав ова посебно задоволство да се сретнам со нашите најдобри ученици и во основните и во средните училишта и го имав тоа задоволство да се видам со ретко успешни наши сограѓани. Сите тие се освојувачи на награди на акредитирани државни надпревари и сите тие се гордоста на нашиот град, освоени трети, втори или први места во секој во својата област во која што настапуваше. Општината продолжува да ги стимулира, да ги наградува таквите наши ученици со скромни подароци, меѓутоа и со вниманието кое што им го посветуваме и ние, а и другите наши учесници кои што се во целиот тек на образованието. Сакам да кажам дека ќе продолжиме понатаму со стимулациите и преку испраќање на првенците на генерација на годишни одмори и со вакви скромни награди и со стипендирање на нашите најдобри ученици. Наградените ученици по приемот на градоначалникот Димитровски ни изјавија: Јас сега ова година постигнав успех на државниот надпревар по природни науки и техника, освоив трето место, трета награда, а исто така учествував и на други надпревари и каде што постигнав исто така солидни резултати. Имаше силна конкуренција, секако дека тоа се најуспешните деца и би сакала да учествувам и на други надпревари. Инаку 8 ученици, првенци на генерацијата од основните и средните училишта во Кочани, како награда од градоначалникот и општината, престојуваат на летен одмор во одморалиштето во парк. Со ваквите активности општината ќе продолжи понатаму со цел стимулирање на успехот кај учениците. Вечерва почнува фестивалот на дувачки оркестри во Пешчево. Со дефиле на учесниците во 19 часот стартува програмата на јубилејниот фестивал, кој со секое ново издание привлекува се побројна публика. Вечерва настап имаат мажоретниот состав од Благоевград, Бугарија и ансамблот Танец. Концерт вечерва во Пешчево ќе има дувачкиот оркестар на Бојан Ристик од Србија и бројни македонски музичари. Утре настап на фестивалот имаат бројни млади таленти, оркестрот на Ускакан и познати музичари. Синоќешниот дожд не го спречи празнувањето на Павловден во Виница со неповторливиот глас на Андријана Јаневска и инструменталниот состав на Митан проект. Денес во празничната програма во Виница е изложба на струмичкиот уметник Ване Костуранов. Дафино моме, Јовано Јованќе, не си го продавај колјот чифликот, се само дел од композициите кои се најдоа на синоќешниот репертоар на концертот на Митан проект во Виница. Неповторливиот глас на Андријана Јаневска создаде амбиент кој бара публика со квалитетен слух, бидејќи и не секој има капацитет да препознае комбинација од талентиран глас надграден со професионализам и квалитетна едукација, и не секој има културна надградба да разграничи професионализам и шунт во музиката. Водачот на Митан проект Димовски задоволен од виничани, но не и од комарците. Ова е прв пат Митан да го
гостува во Виница, кај вас на покана на Домот на културата, за да одржиме еден концерт и баш е убаво што е за по празниците во периодот на Петровден, одека кога ви е Павловден е Павловден, така. Иначе не сум прв пат во Виница, баш преска се присеќавме дека првиот настап мој во Виница е со Архангел 95-та година и заеднички е од тогаш и денеска, после 20 години, дека имавме супер концерти, дека не изедоа комарците, тоа го памтиме, стално го прераскажуваме, кај највише не јаделе комарци во Виница. Така да се заблагодарам уште еднаш на поканата. Чествувањето на Павловден продолжува вечерва со изложбата на слики од Ване Костуранов во изложбениот простор на Домот на културата Тошо Арсов, а во недела за прв пат на тениските терени ќе се одиграат турнири во тенис. В недела и понеделник вечер најфреквентниот дел од градот ќе живее со акробациите на баскер артистите. Чествувањето на празникот Павловден ќе се заокружи во понеделник со литија и свечена седница на која учениците на генерацијата од сите училишта ќе бидат вредно наградени од градоначалникот Емил Дончев. Концерт и изложба понуди Штипското културно лето вчера вечер. Вечерва во православниот храм Успение на Пресвета Богородица во Новосело ќе се одржи промоција на книгата Автографи на македонските книжевници во 15-тиот и 16-тиот век од авторот Милена Ристова Михајловска. Штипско културно лето 2015 синоќа беше збогатено со прекрасниот сопран на магистер Кристина Палија, пропратен со тоновите од пијаното од страна на доктор Невенка Трајкова. Две млади личности кои се етаблирани како во рамките на државата, така и надвор од неа. Првиот настап ни беше во Шпанија на светски надпревар на Монсерат Кабалје. Тоа беше минатото лето и од тогаш сме си нон-стоп заедно. Потоа продолживме со нашите турнеи низ Европа, имавме неколку настапи во Австрија, во Линц, турнеја во Словенија, каде што сме дел од трио Грациозо, виолина, пијано и сопран. И таму имавме настапи на еден неверојатен хуманитарен концерт во Метлика, каде што настапуваа големи звезди од цел свет. Исто така и пред 2 недели настапивме на Велесград на културата 2015, а сега престои и уште еден концерт во Неготино, кој што е топол културен бран. Нивното учество на Штипско културно лето го должат на градоначалникот примариус магистар Илчо Захариев, кој бил восхитен од нивниот настап на новогодишниот концерт на Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев. Мора да кажам дека Кристина и Невенка се прекрасно, практично еден тим кој навистина знае да го презентира нашиот град и надвор од границите на Република Македонија. Има настап, мислам дека беше во Линц во Австрија и навистина тамо се покажа во најдобро свет. Гласот на Кристина е фантастичен. Невенка со пијаното ќе ја прати навистина одлично, а веќе бев на еден настап, навистина ме пленија со она што го презентираат како класик. Мислам дека 30 години Штипско културно лето беше навистина збогатено со врвни настани, а еден од тие настани е вечерашниот, за кој верувам дека ќе остави белеки траги, ќе се памети и во иднина. Додека во уметничката галерија Безистен Кристина Палија пленеше со својот глас, во Дом на млади се одржуваше изложба на фотографии на фотографот аматер Тоши Трајчев. Неговите 30 на изложени фотографии кои за прв пат се изложени пред штипјани привлекоа големо внимание, бидејќи покрај портретскиот приказ на неговите сограѓани ги осликуваат и промените во градот, како и настаните од областа на културата. Со фотографија се занимавам поактивно веќе последните 2 години, веќе 7 години, али како аматер фотограф. А последните години веќе поактивно и вие фотографи се претежно настанати у последните 2 години. Исто можам да кажам дека сакам многу концертни фотографии, претежно ги следам сите концерти. Позитивни коментари за фотографиите Трајчев доби од неговиот колега Тоше Ристов. Пример Тоши Трајчев е еден, да кажем, од по-младите фотографи како фотограф, меѓутоа ова е неговата прва самостојна изложба и можете да видите сами сведоци дека тој се изразува на еден многу добар начин, оно што го окружува, оно што го гледа, го преципира многу добро, технички многу добро изгледа цело тоа што е овде и мислам дека
брзо време ќе добиеме многу добар квалитетен уметнички фотограф во нашиот град. Со програмата на Штипско културно лето за вечерва е предвидена промоција на книга на магистер Милена Ристова Михајловска. Станува збор за промоција на книгата Автографи на македонските книжевници во 15 и 16 век, која со почеток во 20 часот ќе се случува во Соборниот храм Успение на Пресвета Богородица во Штипско Ново село. Во Дом на млади во 22 часот ќе започне концертот на групата Тотално опуштање. И овој е еден од настаните предвидени со програмата на Штипско културно лето. Индонезиските власти затворија 5 аеродроми, вклучително и оние на популарните туристички острови Бали и Ломбок, поради повеќедневната ерупција на вулканот Раунг во источна Јава. Поради вулканот Раунг, откажени се и низа летови до и од Австралија. Летовите би можеле да бидат откажани дури до 23 јули. Британската полиција покрена обвинение против 16-годишно девојче од Манчестер за вклученост во подготовка на терористички акт од страна на радикални исламисти. Осомниченото девојче, чие име не се соопштува, треба да се јави на 22 јули пред суд во Лондон. При претресот во домот на девојчето се откриени материјали што можат да бидат употребени за подготовка на терористички акт. Земјите членки на Европската унија синоќа не успеа да постигнат договор за надминување на кризата со илегалните имигранти, пошто Брисел го определи 20 јули како краен рок за изнаоѓање начин за прераспоредување на азилантите, кои во моментов се наоѓаат во Италија и Грција. Во обид за постигнување договор, Франција и Германија соопштија дека решиле да прифатат 1/3 од 60.000 имигранти. Од 21 до 25 октомври градот Штип ќе биде домаќин на најдобрите балкански пинг-понгари од вкупно 10 држави. Во просториите на Агенцијата за млади и спорт, генералниот секретар на Балканската пинг-понг унија Милорад Трпковски, председателот на Пинг-понгарската федерација на Македонија Јован Дабевски и представник на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, доцент доктор Кирил Барбареев, потпишаа договор за соработка и организација на престојното балканско првенство до 21 година, чиј домаќин ќе биде Република Македонија. Ова е, можем да кажеме, на добра иницијатива, каде што можеме да го прикажеме пинг-понгот од Штип и од Македонија на едно светло ниво. Штип и пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев при Универзитетот Гоце Делчев, ова иницијатива имавме веќе подолг временски период и ево ни се оствари оваа желба да и Штип, односно Македонија, стане прв пат во историјата на македонскиот пинг-понг организатор на една ваква голема манифестација, односно тоа е Балканското првенство до 21 година за сениори. Нова балканско првенство ќе учествуваат и ќе земат учество преку 130 надпреварувачи од 10 балкански држави, ќе се надпреваруваат во 3 категории. Односно тоа е во сениори и сениорки поединечно, сениори и сениорки во парови и сениори и сениорки во екипна конкуренција. Како што кажав, првенството ќе трае 5 дена. На ова првенство секако главен и технички организатор ќе биде пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев, односно Универзитетот Гоце Делчев, и секако ја имаме големата подршка од градоначалникот на општина Штип, потоа имаме од Министерството за спорт и млади и од Македонскиот олимписки комитет. На 41-то балканско првенство се очекува учество да земат околу 120 надпреварувачи од 10 балкански држави во екипна и поединечна конкуренција, парови и микс двојки. Екипата на работнички успеа да се пласира во второто коло од квалификациите од Лига Европа, откако синоќа во реваншот на домашен терен ја победи Флора од Естонија со 2:0. Работнички победата ја обезбеди на почетокот на вториот дел со головите на Чума Анене во 48-та минута и на Маријан Алтипа Марковски во 54-та минута. Работнички со вкупни 2:1 го елиминира ривалот од Естонија. За разлика од Работнички, Тетовска Шкендија на гостување во Единбург кај Абердин одигра без голови со 0:0 и по скопскиот 1:1 од првиот дуел го заврши надпреварувањето во квалификациите од Лига Европа. Во следното коло македонскиот представник ќе игра против Елгава од Летонија. Првиот надпревар е на 16 јули во Летонија, а реваншот е на 23 јули во Скопје на националната арена Филип II. Од македонските екипи во првото коло од квалификациите настапот го заврши Ренова, откако беше поразена со 4:1 од Дачија од Молдавија.
Овде е крајот на дневникот, со нови информации се гледаме во 20 часот. Имајте пријатен ден.